Според пензионерите, линеарно зголемување на пензиите и повик за протестни промени во раководството во Сојузот на пензионерите. Законот е во подготовка за линеарното зголемување, а не како што беше до сега и за овој септември, но и за во март, така што сите оние ветувања, односно оние 5000 денари кои што беа ветени за пензионерите ќе легнат на сметката на пензионерите. Со ребалансот се предвидени овие средства за оваа година, но исто така со буџетот ќе ги предвидиме и за следната година. Па ќе видиме во зависност од таа каква кондиција ќе ни биде буџетот, ќе видиме какви одлуки ќе носиме за следното согласување во септември, дали ќе имаме повторно процентуално зголемување или ќе имаме повторно линеарно зголемување, она што го бараа практично пензионерите. Дали покачувањето ќе биде на 2 пати? Не на 2 пати, континуирано ќе ги добиваат. Сега линеарно ќе им се зголемат пензиите 2500 денари во овој септември, а потоа и во март уште за 2500 денари. Вие се сеќавате, во кампањата ние рековме во првата година, еве за 9 месеци од денеска мислам за 9 месеци од формирањето на новата влада, тоа ветување ќе биде во целост исполнето. Во меѓувреме од пензионерските здруженија денес повторно повикаа на протести за промени во раководството на Сојузот на пензионерите. Мотото на протестот е оставка на председателката на Сојузот на Сдруженија пензионери на Македонија. Таа и целиот Сојуз работат против интересите на пензионерите на Република Македонија. За сите информации, за присуство со превоз, ќе се дава во пензионерското штип и има задолжително лице таму, а тргнувањето ќе биде во 9 часот пред новата пошта.